Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Што да вежба? Да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Здраво, пријатели! Добре дојдовте во денешнава епизода. Зборуваме денеска за една тема која што особено девојките се оптеретуваат и многу од прашањата кои што ги добивам на Инстаграм и Фејсбук се поврзани со тоа дека и практично и речениците на самите луѓе започнуваат со имам толку години, толку сум висока, имам толку кила и сакам да го направам ова и ова. И која е можеби мојата идеална телесна килажа или колку ја можеби треба да ослабнам, да покачам и така натаму. Да бидам искрен, килажата има врска и многу од нас најголемото оптеретување кога се работи со изглед ни е автоматски поврзано со тоа што кажува вагата и која бројка можеби ја гледаме ние на вага, но ќе ви расчистам една дилема тука. Она што на секого од нас му смета е тоа што го гледа во огледало. И тоа што можеби како се чувствува во текот на денот, колку има енергија, како се буди, дали се бори со алармот од сабајле, дали можеби после ручек има потреба да преспива и така натаму, но најчесто ние луѓето тоа го преведуваме во бројка на вага и сметаме дека килажата е број 1 работа со која што треба да се оптеретуваме. Како килажа и како можеби параметра кој што и Светската здравствена организација го обработува и за која што е многу гласна, и јас се согласувам, и ако зборуваме за идеални параметри, идеална телесна тежина, тоа значи дека за девојките идеалната телесна тежина би требало да биде минус 110 од вашата висина. Во превод, ако имам 170 сантиметри, би значило дека јас треба да тежам, односно да имам килограми 60. Кај мажите, доколку, не знам, имам 170 повторно сантиметри, треба да одземеме само 100. И тоа би значило дека треба да тежам 70 килограми. Но она што е многу поважно и што го спомнав малку претходно е како јас изгледам. А како изгледам директно зависи од тоа од што се составени моите килограми. Во превод, нашите килограми се составени од масти и од мускул. И секој од нас знае дека мастите се она практично кое што на секој од нас му смета. Или народски кажано сало. Килограм сало или масти и килограм мускул се исто. Односно, на вага која ќе ги ставите покажуваат 1 килограм. Но кога ќе ги погледнеме со очи, изгледаат многу поразлично. Тоа значи дека мускулниот тонус изгледа супер танко, витално и така натаму, додека мастите изгледаат и зафаќаат доста волумен и тоа е она главно кое што ние луѓето не го прифаќаме и не го сакаме. Затоа почнете повеќе да се оптеретувате со вашиот состав на килажата или во превод на дневно ниво тоа значи со вашите обеми, со вашиот конфекцијски број и со тоа како изгледате во огледало, а престанете да се оптеретувате со вагата. Ја ви гарантирам дека може да тежите и повеќе од тоа што го кажува Светската здравствена организација, а повторно да изгледате добро и повторно да се чувствувате супер. За пример за тоа и доказ за тоа се например, луѓето кои што професионално се занимаваат со фитнес или па со било каква друга дисциплина и спорт. Тие луѓе воопшто не се замараат со тоа колку тежат. Дури има, билдери кои што сакаат да тежат повеќе и качуваат мускулна маса и можеби некој човек со 180 сантиметри тежи и 100 кила, но изгледа супер. Затоа што неговата килажа е составена од мускулно ткиво. Ако измерите на вага, може би има 10% масти, може би има помалку проценти масти и тоа е она со кое што најмногу треба да се оптеретувате. Девојките фокус на процент на масти од прилика треба да имате околу 22. Најдете начин како можеби да си го одредите тој процент и да видите колку можеби и каков ви е составот на вашето тело. За момците тоа ниво треба да биде од прилика 15, доколку сакате некој фит нормален изглед. Нормално за малку поамбициозен изглед, стомачни и така натаму треба да биде испод 10.
Така да, на оваа тема знам дека многу можеме да зборуваме и слободно давајте ете и предлози и користете го хаштагот #AskJosif. Може и да одговарам можеби на прашања кои што и во моментов не ми такнуваат мене, слободно поставете што и да ви интересира, не се плашете дали ќе биде глупаво, досадно и така натаму, тоа не постои, за се постои одговор и ја ќе се потрудам да ви помогнам на патот до можеби да разрешите некоја ваша дилема. Тука ве оставам и ве поздравувам. Ве оставам во здрави животни навики, ви посакувам супер ден, се гледаме во наредното издание. Чао, чао!